По Балвани Мустафино 2000 хектари посеви се сушати во зрновци. Главниот канал кој треба водата од Калиманци да ја донесе до земјоделските површини од Теранци до Винице и оваа година не функционира, а жешкото јунско сонце ја уништува земјоделската мака. Како ќе се произведе? Ја температурата се 40 степени денес. Тоа големи години, не е само сега. Ово е срамота, направено е се, изградено е пред 60 години, а сега е заподставено. Освен ова, овдешните земјоделци реагираа дека и она малку вода што тече низ системот нема кој да им ја пушти. Јас не можам да сванам на овие 3000 хектари за наводнување од Теранци до Виница имат само еден водар. Еден водар имат. Канцелариите се пуни тамо во администрација. Што таа еден водар ќе направи? Поради ова, ВМРО ДПМН е денес од сувото Теранско поле во име на земјоделците побара оставки од надлежните и тоа од локално до национално ниво. Апелираме до Зоран Заев и до неговиот министер во заминување Николовски, до новиот министер, подитно да се фатат за работа и да ги санираат овие проблеми, бидејќи проблемот со наводнувањето не трпи на време. Вода мора да има кога е најпотребно. Водата кога стигне во август ќе биде предоцна, само земјоделците дополнително ќе ги обременат со фактури кои што треба да ги платат за нешто што не го добиле како услуга. Ако не се способни, нека си заминат од своите позиции, ВМРО ДПМН има и план, и стратегија, и визија како да го санира оно што го направи СДСМ. Проблемот со наводнување освен во Кочанско, Виничко и во Зрновци е актуелен и во Карбински Балван, исто како и во селата од Овчеполието. Во прашање е доведен родот на околу 6000 хектари, како последица на уништениот каналски систем, но и на недостигот на доволно вработени во водните заедници кои ќе ракуваат со него. Сите проблеми настанале откако раководењето со системите за наводнување се централизира и префрли во Скопје, наместо по самите општини како што беше претходно.